се надевам дека ќе биде убава приказната која што ќе ја раскажеме заедно со доктор Петра Поп-Ристова, акватичен еколог, која што е член на Сдруженијето за одржлив развој Мили ЕУ Контакт Македонија. Треба да ја имаме на Вибер врска. Само јас како најава нели да ви кажам дека Доријанското езеро со својата површина од 43 квадратни километри е трето по големина природно езеро во Македонија, лежи на надморска височина од 148 метри во најнискиот дел од топографската депресија, која е ограничена со планината Беласица од север, планината Круша од исток и планината Мачек од запад. Воедно, Доријанското езеро е најниското природно езеро во Македонија, околу 64% од езерото е на македонска, а 36% од езерото е на грчка територија. Да. Доктор Петра Поп-Ристова, акватичен еколог. Ја имаме веќе на Вибер врска. Ви благодарам за отстапеното време, ви благодарам што и покрај оние обврски кои што ги имате низ Македонија се одлучивме и вака да се чуеме за да кажеме дека добри се информациите кои што доаѓаат за зачувувањето на се она што значи природа, а тоа е во овој случај Доријанското езеро. Супер, добро утро и благодарам за поканата. Драго ми е секогаш да зборувам за Доријанското езеро. Посебно кога имаме добри примери за позитивни акции кои се за зачување на природата во нашата држава. Еве јас на кратко би сакала да кажам дека навистина во последните 5 години постигнат напредок за зачувување и подобрување на управувањето на Доријанското езеро, односно откако започнавме да работиме, тоа е Мили ЕУ Контакт Македонија, на Доријанското езеро веќе се превземени конкретни чекори за негово подобрување, односно на неговата еколошка состојба. Последните случувања кои започнаа веќе во 2023 година, односно претходната година, е дека во соработка со општина Дојран, Мили ЕУ Контакт Македонија успеавме да добиеме средства за изградба на голема пречистителна станица, тоа е во подрачјето на Топлец, која всушност ќе ги зема отпадните фекални води од Стар Дојран, Нов Дојран и Сретеново и ќе ги пречистува и сега за прв пат навистина ќе влегуваат пречистени води во Доријанското езеро. Се очекува дека овој дел од проектот ќе биде завршен во 2025 година и од тогаш навистина повеќе нема да имаме такво концентрирано загадување на Доријанското езеро. Заедно вие општина Дојран и Мили ЕУ Контакт Македонија, исто така ќе биде изградени уште две мали пречистителни станици. Тие навистина се многу интересни поради тоа што се работи за nature-based solutions, односно решенија засновани на природата, со помош на кој всушност на природен начин, со помош на трскен појас, се пречистуваат отпадните води. Во овој случај, значи, вакви две nature-based solutions или constructed wetlands ќе се постават во две села, и тоа во Фурка и во Црничани. Исто така сакам да кажам дека во изминатиот период од како е започнат овој проект, всушност е изградена и целосна канализација во едно од тие две села, така што навистина ќе се зафаќаат сите отпадни води. Овој проект е овозможен всушност преку иницијатива на општина Дојран со помош на средства од владата на Република Северна Македонија и Министерството за животна средина, но исто така и голем дел, тоа е всушност буџетот некои си 2,5 милиони евра, е донација од страна на Центарот за меѓународна соработка на Словенија, односно тоа се директно од буџетот на Република Словенија пари кои ги добивме за да можеме да го подобриме, да ја подобриме состојбата еколошка на Доријанското езеро. Исто така морам да кажам дека општина Дојран на своја иницијатива во моментот, мислам дека се дури при крај, со тој дел од проектот дека направи санација на целосниот колектор, тоа е од некои си 8 километри, кој поминува покрај Доријанското езеро, за да може да нема истекувања, односно претходно тоа правеше проблем на еутрофикацијата, односно загадувањето на Доријанското езеро.
Доктор Попаристова, сакам само да ве прашам, нели често правиме муабет за тоа дали и колку ние како капачи или како луѓе кои што ќе отидеме во Доиран, нели сме, да речеме, заштитени во однос на тоа, нели некој ќе рече прљаво е, вакво е, такво е. Значи, по оно што го кажувате вие, не треба да се плашиме за своето здравје од оно што ќе ни се случи доколку влеземе на капање во Доиран, во Доиранско? Вака, да се влези во Дојранското езеро не е нешто страшно, поради тоа што всушност не се работи за сега за некои проблеми кои се со фекални бактерии, тие веќе се пречистуваат со старата пречистителна станица, но овој проблем всушност е страшен за самото езеро поради тоа што постои значи врска дека кога влегуваат органски материи во било кој воден систем, во овој случај во Дојранското езеро, постојат мали алги кои почнуваат да се хранат на тие органски материи. Доколку ги имаме органските материи во голема абунданција, односно концентрација, ќе имаме многу повеќе алги. Тие алги прават наслаги во езерото и тоа е тоа што го гледаме како зелена покривка на Дојранското езеро, но морам да кажам дека овој проблем исто така насекаде низ Европа и подалеку во сите копнени екосистеми поради тоа што со човечките активности, како што е урбанизација, земјоделие, се повеќе и повеќе внесуваме органски материи. И сега каде е проблемот на езерото, значи освен што овие алги растат, е дека откако тие ќе изумрат, пошто имат краток век на живење, всушност го земат кислородот од езерото и тоа значи дека всушност може да има помор на риби и на сите други организми кои зависат од тој кислород во тоа езеро. Но сепак тука сакам да кажам дека не треба да се пие водата од Дојранското езеро. Во секој случај и моја препорака е да се разбие онај мит на дека треба да се мачкаме со кал од Дојранското езеро, тоа не го препорачувам. Се надевам дека преку овие активности сепак дека ќе се подобри ситуацијата на Дојранското езеро и дека туризмот се уште повеќе ќе може да се развива на Дојранското езеро и да привлекува туристи. Така е. Да, акватичен еколог за крај, што значи ова? Акватичен еколог, всушност јас сум океанограф по струка. Но тоа е малку уште покомплициран термин тоа кај нас во државата. Значи, јас сум студирано екологија и биологија на морења, значи на големи океани. Тоа е од северниот пол па се долу до Африка. Тоа беше мојата првична љубов. Но тоа и го работев во Хрватска и во Германија, но откако сватив дека всушност сега е потребно да се преземат мерки, поготово во нашата држава, каде што знаеме дека имаме проблем со одселување, нели, на кадри, јас бев една од тие што всушност одлучи да се врати и сега работам како акватичен еколог, односно еколог за заштита на водите во нашата држава. И морам да кажам дека е убаво и е потребно да работиме поготово на екологијата во нашата држава, пошто се уште ги имаме тие природни ресурси, но сме на пат да ги уништуваме доколку не преземаме лична одговорност кон заштитата. Да. Доктор Петра Поп-Ристова, ви благодарам многу за ова утринско вклучување. Мислам дека многу е поважно кога вака од еден човек кој што нели од желбата или љубовта кон океаните и морињата се прифрлил на љубовта кон својата Македонија, па се вратил како акватичен еколог да зборува или да работи на зачувување заедно со нели тимовите и така натаму. Ви благодарам за сите овие совети, насоки и ве уште еднаш да им кажеме на луѓето кои што не гледаат да не се мачкаат со калта од Дојранското езеро и вие ни објаснивте кој е процесот или зошто ги гледаме оној зелен појас на алги врз површината на Дојранското езеро. Секако ова што го споменавте во овие 10 минути во утринската тема беше одличен пример за тоа како треба да работат локалната самоуправа со невладиниот сектор, заради тоа што само на тој начин со спојување нели може да се направат добри практики. Така е. Ви благодарам многу и се гледаме на Дојранско езеро. Така, се гледаме во Дојран и да го вкусиме сите или нема да пиеме од водата како што ни кажавте, но да се искапеме во Дојранското езеро. Ви благодарам Петра Поп-Ристова, доктор Петра Поп-Ристова беше ова акватичен еколог. Еве дознавме како заради љубовта кон својата Македонија некој и се враќа во неа за да и помогне во зачувување на природните ресурси. Така треба сите веројатно да се однесуваме, ама тоа
тема за друга, може би, утринска.